Денеска православната црква ги празнува светиот пророк Авдий, светиот маченик Варлаам и преподобните Варлаам и Јоасав принцот. Светиот пророк Авдий роден е во селото Витахарамско од Сихемските предели. Живеел на дворецот на царот Ахав, но кога царот отстапил од вистинското богопочитување и се поклонил на идолите, Авдий не го следел примерот на царот, туку продолжил да му служи на единиот вистински бог. Кога лошата царица Језавела заради Илија подигнала хајка врз сите пророци Божји, Авдий собрал околу 100 од нив, ги скрил во 2 пештери и ги хранел до крајот. Како современик на големиот пророк Илија, Авдий го почитувал Илија многу и го слушал во се како негов следбеник и негов ученик. Живеел во 900 година пред Христа и мирно се упокоил. Поуки од светите отци. Човекот не живее за да ја најде среќата, туку вистината. Тежок и тесен е патот до вистината, но оние што ја посакуваат ја наоѓаат и вистината ги ослободува. Вистината е личност, Богочовекот Исус Христос. Архимандрит Никодим Солунчев. Светиот маченик Варлам родум е од Антиохија. Заради верата во Христа Господа бил многу измачуван од нечестивиот судија. Најпосле судијата помислил да му се подсмее и со силата на околностите да го примора да принесе жртва на идолите, заради што го вовел во идолскиот храм. Му ставил оган на дланката и темјан на огнот, мислејќи дека маченикот ќе мора заради болката да го фрли огнот со темјанот од раката пред идолите и така не сакајки да ги покади. Но Христовиот војник херојски го држал огнот на својата дланка без помисла да го фрли пред идолите, се додека прстите не му изгореле и не му отпаднале и додека дланката не прегорела. И така со огнот на земјата паднале и прстите на маченикот. Имал посилна десница од огнот, вели светиот Василий Велики. Бидејќи иако пламенот ја горел раката, сепак раката го држела огнот како пепел. А Златоуст пишува: од височината гледале ангелите, архангелите наблюдувале. Сцената била величествена, надминувајќи ја на вистина човечката природа. Гледај, кој не би сакал да го види човекот кој се подвизувал, а не чувствувал што име на луѓето својствено. Човекот кој самиот бил жртвеник и жртва и жрец. Кога му изгорела раката и телото на старецот Варлаам паднало на земјата мртво, душата му отишла во вечен покој кај Спасителот Господ. Овој преславен јунак и старец пострадал во 304 година. Поуки од светите отци. Божјата благодат доаѓа и се вселува во луѓето кои претрпеле голема болка, кои минуваат низ големи искушенија, но не ја губат надежта и се надеваат на човеколюбивиот Бог. Архимандрит Павел Пападопулос. Преподобниот Варлам и Јоасав принцот, индиски подвижници.
Јоасав бил принц, син на царот Авенир. По Божја промисла го посетил старецот Варлам, го научил на верата Христова и го крстил. Потоа старецот се оддалечил во планината на подвиг, а Јоасав останал да се бори со многу искушенија во светот и со Божјата благодат да ги победува. Најпосле Јоасав успеал да го приведе кон Христа и својот татко. Откако се крстил, царот Авенир поживеал 4 години во големо покаяние, затоа што направил и големи гревови гонејќи ги христијаните, па тогаш го завршил својот земен живот и преминал во подобриот. Младиот Јоасав го предал царството на својот другар Варахи, а тој заминал во пустина да се подвизува заради Христа. Единствена желба на земјата му била уште еднаш да се види со својот духовен отец, старецот Варлаам. И милостивиот Бог му ја исполнил желбата, па еден ден Јоасав застанал пред пештерата на Варлам и извикнал: "Благослови Оче!" Старецот Варлаам се подвизувал 70 години во пустината и поживеал околу 100 години. Светиот Јоасав во 25-та година го оставил царството и отишол во пустината каде што поживеал 35 години. И двајцата имале голема љубов кон Господа Исуса. Привеле многу луѓе во вистинската вера и се преселиле во вечната радост на својот Господ. Поуки од светите оци. Поуки од светите оци. Не плашете се од злото што е надвор од вас, но од злото во вас. Надворешното зло е допуштено и контролирано од Бог, бидејќи е Вседржител. Но ние сме одговорни за злото во нас. Откако ќе ги видиме последиците на злите мисли, сваќаме дека е потребно да сме трезвени и внимателни. Митрополит Христифор Јордански. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и Поуки од светите оци. Љубовта има три ипостаси: девственост, познание и светост. Без девственоста љубовта не е милост, но е земска, себичност и страст. Без познанието љубовта не е мудрост, но е лудост. Без светоста љубовта не е сила, но е слабост.
Господи, удостој ме со љубовта, со која Ти живееш и живот даваш. Удостој ме со Твојата љубов и ќе бидам слободен од сите закони. Всели ја во мене Твојата љубов и таа љубов ќе ме всели во Тебе. Свети Николај Велимировиќ. Tebe